Поздрав, магични мои, добре дојдовте на Уналум Тарот. Јас вас сите ве поздравувам и од сето мое срце ви се заблагодарувам за секоја ваша енергија допринесена на мојата страница и на мојот YouTube канал. Ви се заблагодарувам за секоја ваша поддршка упатена, дали било со коментари или пак енергии во приватни считувања, но и секако сабскрајбување на мојот канал и следење на мојата страница. Денешната порака ќе биде наменета за сите вас. Ова ќе биде колективно, генерално исчитување од тарот картите. Нема со секого да резонира, тоа секако. Земете вам смер, како вам ви резонира и послушајте добро пораката која што денешниве тарот карти сакаат да ви ја донесат, но и да биде во ваша енергетска вредност. Ова ќе биде за случувања настани енергии кои што се упатуваат кон вас сами и не заборавајте дека улогите секогаш можат да бидат заменети. Ова ќе биде генерално исчитување од тарот картите, пораки канализирани, но и ќе бидат наменети за сите вас кои што ќе дојдете да послушате оваа порака. Слушајте внимателно и превземајте енергии така вам како што ви резонира. Ова се само енергии кои што следат во вашата енергија на случка настан кој што се случил, се случува во моментот или пак ќе се случи во нареден период, но и ќе ви отвори едно ново поглавје во зададена ситуација. Пред да започнам со исчитување од тарот картите, можете да си поставите прашање или пак да замислите желба. Јас ќе се потрудам добро да ја одговорам оваа порака или пак вашата желба добро да се одговори, да биде во ваша енергетска вредност, да знаете на каква енергија ќе заврши вашето прашање или пак желба која што сте ја замислиле. Сега ги мешам тарот картите и можете слободно да си замислите желба, а јас ќе ја пресечам оваа енергија и ќе ви дадам одговор. Енергија на 2 купа, но и 8 штапови. Доколку сте замислиле желба за љубовна енергетска конекција или пак ваш партнер кој што ви е во значење, енергија на 2 купа, сродна душа, или пак доколку сте се запознале со овој партнер во скорошно време, ова желба се остварува да. Ево енергија да се оствари и исполни. Комуникација стига до вас, драги мои, и не заборавајте дека ќе биде една активирана енергетска вредност, да биде во добра енергетска вредност, да заврши оваа порака или пак ова прашање или пак оваа желба кој што сте ја поставиле, да биде во енергија да донесете битни и важни одлуки, да поразговарате со вашата сродна душа, 2 купа, 2 срца, посветени на создавање, на креирање, на нешто прекрасно, енергија каде што и ќе има добра комуникација, но и добар резултат во овие настани. Вашата желба ќе се исполни, а ја продолжувам со исчитување од тарот картите, да видиме во каква енергија ќе бидеме, за кого денеска ќе го шпионираме. Да видиме која особа ќе ја шпионираме денеска, тарот картите што ќе ни дадат како енергија, да знаеме што и како се случува во вашата енергетска вредност. Слушајте, драги мои, добро и да започнеме со исчитување од тарот картите, да видиме што ќе ни донесат денеска како порака, како канализирана порака во денешниот убав и топол ден. Ајде да видиме за кого станува збор. 8 штапови. Енергија на вредно чекање, вредна комуникација, но и енергија на нов почеток,
некоја нова можност и ваши избори. Врата која што вам ви се отвара. Врата на комуникација со персона која што може би да е во ватрен знак, ове лав стрелец, или пак ова се само енергии кои што ќе бидат застапени во вашата енергија. Денеска, драги мои, шпионираме персона која што сака да разговара со вас, да комуницира, да му отворите врата до комуникација, доколку оваа персона не сте ја блокирале на социјални мрежи, оваа персона ќе сака да комуницира со вас, да ви соопшти нешто, да имате долг разговор, но и да отпочнете нешто ново во вашата енергија. Оваа персона е вредна персона, значи оваа персона дава можност за вредност. Оваа енергија ќе биде посветена енергетска вредност, значи говорам за тарот картите ми даваат можност да бидете во ваша енергетска вредност, да знаете дека оваа персона ќе биде доволно посветена на вас, да ве почитува, да и бидете драг или драга персона која што се што имате на себе, се што е во вашата енергетска вредност, оваа персона тоа и ќе го обожава, но и ќе нема да пречи во најмала рака да биде во енергија, да добиете можност да отворите врата до комуникација на оваа персона. Доколку се работи за нова персона, која што немате комуникација, а знаете дека сакате да бидете во комуникација со оваа персона, ви се допаѓа, или пак да бидете во енергија да долго време очекувате да се огласи оваа персона, верувајте дека тарот картите ви доловуваат една нова енергетска вредност, нов почеток со оваа персона на комуникација, но и да знаете дека оваа персона комплетно ве доживува во ваша енергетска вредност. На оваа персона сте и вие вредна енергија. Значи, оваа персона ќе ве вреднува така како што сте. Енергија на можности, но и ќе ви даде добри енергетски вредности да изберете, доколку се работи за персона која што имала избори во минатиот период, но не сте биле вие избор на оваа персона ќе сака да ја отворите вратата уште еднашка, затоа што размислила, била во енергија да донесе одлука, да знаете дека оваа персона ќе ве вреднува на онаков начин како што и вие ќе посакате. Оваа персона ќе ви понуди можност и на патување. Овие се брзи енергии кои што се упатуваат према вас, доколку оваа енергија не е случена, ќе се случи за најкраток можен рок, може би и ќе добиете комуникација, порака, енергија да оваа персона ви се јави преку мејл, може да биде и енергија да биде застапена за некоја работна енергија, каде што и оваа персона буквално ќе сака да почне еден нов почеток со вас, но и да ве вреднува. Оваа персона е вредна да ја отворите вратата и да ја послушате што има да ви каже. Ајде да опишеме оваа персона, да видиме која е оваа персона, која е оваа особа, може би ја познавате, може да е од вашето минато, а може и да е некоја нова персона која што вам ви одговара да бидете во комуникација со неа. Ова е ватрен знак, но не мора да значи, сега ќе видиме што картите ќе опишат. Ајде да опишеме оваа персона. Која е оваа персона, да знаеме, да видиме за што се работи. 9 мачеви, 9 штапови, 8 купа, енергија 5 штапови. Оваа персона мислела дека вие сте и конкуренција. Значи, оваа персона или мислела дека вие сте и конкуренција, или
Ево енергија да се бори и да се избори за вас. Оваа персона ве напуштила во претходниот период, значи веќе ја спознавате оваа персона. Оваа персона поитала на друго место, каде што и била емотивно недостапна, значи недостапна за вас, но и за околината на вас, околу вас, значи и за други персони, но и била во енергија на 9 мачеви, премногу размислување, премногу енергија, не можела да се одлучи, но и била во една депресивна енергија, каде што и поминувала тест од универзумот. Ова е ранет ратник, енергија каде што и оваа персона ве напушта или пак ја напушта сета оваа енергија, или пак напуштила друга персона која што ја ставила во енергија на размислување на 9 мачеви, каде што и оваа персона се борела, но со конкуренција, но не можела да се избори доволно. Доколку се работи за персона која што ја познавате веќе, оваа персона ќе сака повторно да се врати во вашиот енергетски дел и да се бори за вашата љубов и емотивност. Оваа персона дошла до една енергија каде што и 8 купови не е само до емоционална енергија, напуштање од емоции, туку и реанимација или пак реализација на своите емотивности. Оваа персона ќе биде во енергија да донесе битна и важна одлука помеѓу вас и својата енергија на емотивност, каде што и ќе сака да се бори за тоа и ќе сака да ја отворите вратата за нов почеток, но и за комуникација со вас. Може би се вмешала некоја енергетска вредност, каде што имала и тутор на глава оваа персона, каде што и сугерирала дека ќе треба да се даде се од себе, послушала некоја друга персона која што ја затворила во оваа енергетска вредност. Во прошлоста оваа персона премногу размислувала, била во енергија на тест од универзумот, каде што и го поминува за своја емотивност, своја регенерација, но и своја успешна енергија, каде што и ќе сузбие едни енергии кои што доаѓаат во 5 штапови. Енергија на оговарање, презборување, комуникација со други луѓе, каде што и оваа персона бара разговор со други персони за како да ви пристапи повторно и како да дојде во вашата енергија. Ајде да видиме што сака универзумот да ви каже. Луда, токму така, нов почеток, нов енергетски дел, нови патувања, нова заедничка енергија, енергија на витезот на мачевите. Оваа персона ќе сака да ви соопшти нешто многу, некоја вистина која што брзо доаѓа према вас. 6 штапови, енергија на его, но и енергија на понос, суетност, енергија на победа. Оваа персона се сама победила со своето его и комплетно сонце. Универзумот ви советува да направите одстапка доколку оваа персона ви погрешила во претходниот период, доколку се работи за персона која што е во енергија на да не сакала да дојде во ваша енергија, да не сакала да ви понуди емотивност, да не ве вреднувала на таков начин, да не ве погледнала на таков начин како што и заслужувате. Но оваа персона сега ќе сака да повторно изгради една енергија каде што и ќе биде ветување, да оваа персона ветила сама на себе дека ќе се промени
и дека ќе биде во енергија да повторно стапи во контакт за ново започнување во нова енергетска вредност, каде што и ќе треба да ви соопшти некоја вистина, јака енергија, значи да бидете во енергија на донесување на битни и важни одлуки по повод оваа персона, да не биде комплетно во емотивност, но да биде премногу во рационалност, значи да избалансирате оваа енергија према оваа персона, каде што и во ќе бидете во една победоносна енергија, значи ќе ви честитаат енергија, каде што и сами себе ќе си честитате за донесување на битна и важна одлука по повод оваа персона, каде што и оваа персона во предходниот период работела сама на себе, но и е во енергија да се победила сама себе, го победила својот поносен, егоистичен енергетски дел, каде што и сама на себе сега си честита енергија да оваа персона се враќа во комплетно ново енергетско битие, каде што и Сонцето ви дава шанса на дно на декот. Ова е вашата сродна душа, драги мои. Ова енергија е да вашата сродна душа не ве препознала точно на време, но сега комплетно ве препознава, знае дека сте вие сонце кое што трајно ќе свети во незиниот енергетски дел. Енергија каде што ќе бара позитивност, но и во вас гледа една мокна позитивна енергија, каде што знаете да го темелите животот, знаете да и го направите на оваа персона животот да и биде преубав, да напредува во својата енергија, но и да напредувате заедно кон нешто што е прекрасно, кое што има две срца во посветување, во посветеност, во енергија на создавање еден нов почеток, каде што и ќе имате успешна реализација доколку дозволите на оваа персона да допре до вас, доколку не е блокирана. За сите вас кои што е ова нова персона, оваа персона се изборила со своето его, со својот понос и сега сака да ви пристапи во една нова енергија, да знаете дека оваа персона премногу ја привлекувате, но и да знаете дека оваа персона е токму вашата буквално сродна душа која што ќе сака да започне еден нов живот, нов циклус во незиниот живот со вас, да бидете успешни, да бидете во своја енергетска вредност, витезот на мачевите да ви даде можност на исправување на грешки од прошлоста, но и да кажете и застанете вистини за сето она што ќе посакате. Значи, време е да действувате брзо. Значи, оваа персона ќе биде во енергија да действува брзо во вашата енергија. Оваа персона доаѓа према вас за енергија да бидете исполнети онака како што и доликува. Драги мои, совет за вас. Совет за вас. Еве. Препознавање. Значи, дозволете и да влезе во вашиот живот, да се конектирате, да се реконектирате, да остварите комуникација, да седнете да разговарате или пак да бидете во ваша енергетска вредност, да се препознаете во права универзална енергија. Драги мои, ова препознавање ќе ви донесе можност да добиете знак на благослов и на чудо во вашата енергија. Буквална енергетска вредност да ја препознаете оваа персона дека е ваша сродна душа и да оваа персона бидете во ваш момент. Имате уште една карта на дно на декот кој што ви вели бидете во ваш специјален момент. Препознајте ја оваа персона дека е ваша сродна душа. Дозволете да оваа персона ви приде
во момент на препознавање. Енергија каде што и ќе уживате со овој партнер кој што вреди да го примите во вашиот живот, доколку е персона која што сака да се врати во вашата енергија, дозволите и затоа што чудата се случуваат во зададен момент. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!